Главни иницијатори и организатори на востанието биле Димитар Поп-Ѓорѓиев Деровски и неговиот дедо Поп Стојан од Разловци. Востанието, меѓутоа, завршило со заглушување на востанието. Почитувани присутни, почитувани гости, во чест на сите храбри и загинати борци, учесници во Разловечкото востание и за сите оние кои ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека има вечна слава. По повод 148 години од Разловечкото востание, свежо цвеќе пред спомен плочата ќе положат делегација на општина Делчево, организации, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повелат. Благодарили. Вас это главное. Правда, честно. Пережили. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, присутствие во гробе, живот дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, присутствие во гробе, живот дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус ты в гробе живо дарован. Пресвятой Христос, Господи, век наш, владык, прости беззакония наша,
Святи Господи, Сыном Ищащим ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пресно век веков. Аминь. Отче наш, Иисус, да сте имя Твое, при царство буде Твое Твоя. Яко на небесно да ми хлеб наш насущный дашь, но и остальным нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно век веков. Аминь. Со духи праведни скучавшися, душу раби Твоя спаси упокой. Со краю блаженный жестный, я жил Тебе, человеку любче. Покой жди Твоим, Господи, же праведник Твой си упокоиваются. Упокой души раби Твоей, яко еси человеку любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты воеси Бог сошедила, Ты узакомани разрешили. Сами души раби Твоя упокой. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Едина чистая и непорочная Дева, Бога бессеменнейшая, моли спастися душу ея. Помилуй нас, Боже, Твоему молимся, слыши, помилуй. Еще молимся по Твоей душе, Саша Божий, Ерей Кустадин, Ерей Петрен, Ерей Манасян, Ерей Дмитрия, Ерей Стоян, Юрпштецин, всякото душение умри, не волнуй, куда Господ Бог, чем достойно упокояются. Милости Божия, Царство Небесно, спомени грех Твой, Христа безсмертного Царя Бога нашего, го просим, като Ти еси. Воскресение, живот и покой, Саша Твой, Христе Божия, слава славим, слушалник, Отцем пресвятым. Слави преждем Твоим Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Премудрост, Христос воскреси из мертвых, свети смерть пресвятил, гробе живот дарован. Истинный Бог наш, молитвен честь Своей Матери, преподобный Бог нас нашим, если святи свою душу нас поставил срав свой, сели не святи, сели Твоим чтете нас помилуй, человеку любец. Облажени успени, вечный покой подай Господи, усоша Твой и сотвори, вечная память, вечная память, вечная память, вечная молитвами сердца наших, Господи, Христе, Божие, нас аминь. Вечный память, прости. Драги пријатели, и денеска се собравме овде во нашето убаво село Разловци да ја одбележиме 148 годишнината од Разловечкото востание. Овој настан и годинава е во организација на општина Делчево, помогнат од Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров и други локални институции, граѓански здруженија и културно-уметнички друштва. Во селото Разловци, како што сите знаеме и како што пишува историјата, се случило првото македонско востание во 1876 година, Разловечкото востание. Оваа востание го означи почетокот на организираната вооружена борба на македонскиот народ за национално ослободување и за создавање на самостојна македонска држава. Според тоа, востанието има и посебно место и значење во нашата понова историја. Сега го поканувам градоначалникот на општина Делчево, господинот Боран Трајковски, да ви се обрати. Повелете, градоначалник. Почитувани гости, драги разловчани и пријатели, денеска гордо и достоинствено во овој преубав истонски амбиент, кој од сите пори
неуморно ја пренесува приказната за едно време, исполнето со желба за слобода, достоинствен живот и живот во сопствена слободна држава Македонија. Одаваме почит и се поклонуваме на ликот и делото на храбрите разловечки востаници, кои од ова свето место пред точно 148 години храбро се дигнаа во борба за достоинствен живот во слободна македонска држава. Востаници кои се символ на непокорот и кои го започнаа бурниот предилинденски период во македонската историја. Денеска сме повторно тука сите заедно за да се подсетиме и да оддадеме почит на делото на храбрите востаници кои од ова свето место пред 148 години храбро се дигнаа во борбата за достоинствен живот во слободната македонска држава, испишувајќи ги првите страници од бурниот предилинденски период. Разловечкото востание и покрај неговото брзо пропаѓање е од особено значење за историјата на македонскиот народ. Тоа е првото вооружено востание во предилинденскиот период, кое самостојно го организирала, материјално го издржувала и го извела македонската световна и духовна интелигенција со масовно учество на селанството. 148 години од денот кога е донесена одлуката за востанието, 19 мај 1876 година. Можеме слободно да кажеме дека сме горди потомци и разловчани и сите македонци на поп Стојан, Димитар Попѓоргиев Беровски, на Цоне Спасов, на храбрите востаници кои сами се организираа, продадоа дел од своите имоти за да купуваат оружје и први се дигнаа против Османската империја, одбележувајќи го почетокот на предилинденскиот период. Нивниот чин не обврзува и не поттикнува денес да работиме и да ја градиме нашата држава, општина и славното Разловци. Разловци е мотивот кој инспирира и обврзува и те прави горд што се потекнува од овој крај и не мотивира сите заедно да работиме посветено за да го одржиме жив аманетот на храбрите востаници, кои во несомнено тежок период од македонската историја јасно кажаа не на теророт, неправдата, испратјајќи порака за слободно Разловци без терор и понижување. Разловци во слободна македонска држава. Нивниот пример е светот, нивното дело ќе живее вечно, бидејќи аманет за едно тешко и неизвестно време, бидејќи е дело за борба за слобода. Почитувани пријатели, изминатиот период успеавме да реализираме клучни проекти кои значат подобар квалитет на животот на жителите од најоддалеченото село во Делчевската општина. Пред 4 години ја завршивме санацијата на кровот на спомен домот Разловци кој го чува споменот за разловечкото востание. Изградивме нова улица во селото. Го изградивме локалниот пат Делчево село Тработивиште во должина од 5,3 км кој представува и соодветна алтернатива за село Разловци. После 40 години го реконструиравме патот село Тработивиште, село Разловци, а со тоа ја реконструиравме и главната улица во селото. Изминатиот период решававме децениски проблеми во ова село, а продолжуваме и понатаму, искрено и одговорно. Има уште многу работа во селото, но верувам дека со посветена работа и наредниот период ќе продолжиме да ги затвараме и другите отворени прашања и ќе одговараме на потребите на граѓаните. Почитувани граѓани, сите ја знаеме историјата од која што треба да учиме, но сите ние треба максимално посветено заедно да ја градиме иднината и да оставиме печат за идните генерации. Ние како потомци на овие храбри востаници сакаме европски вредности, општина во која што ќе живеат задоволни граѓани, држава која што е светски призната и рамноправна, која што ќе биде рамо до рамо со нашите европски пријатели. Да е здраво и живо сите вие, целото Разловци, да е здрава и жива уште векови наша Македонија. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Сега пред сите нас се собрани овде во дворот на црквата Цар Костандин и Царица Елена ќе настапат членовите на фолклорната група при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Повелете.
Сега, почитувани присутни, следува настапот на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев Делчево, кој исто така се дел од одбележувањето на 148 годишнината од Разловичкото настание. Добре дојде и за нив и нека повелат.
На одбележувањето на 148 годишнината од Разловечкото востание свој настап ги имаат и учениците од подрачното училиште на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, село Разловци. Ученици, повелете. Разловечка рапсодија 1876. Црна мантија, поп со црвен бајрак, пред Сурија боси нозе и гладни усти. Разловечка рапсодија 1876. Црна мантија, поп со црвен бајрак, пред Сурија боси нозе и гладни усти, крај Калаџерџево проповед држи. Во Разловци камбаните звонат, кориите од опозна враќаат тек. Мажи пцујат, жени колнат, облачно небо грми кобно, лакоми јазици, црвени и црни, плитарите ги голтаат злобно. Во Разловци горат амбари и куки, од под праговите разлокани. Трескаат бомбите солунки, горат и запалените рабуши. Со долговите наши и таткови, со долговите дедови и прадедови. Еден поп без мантија, наместо иконата Исусова, пушката берданка ја целива. За крававите потоци благослов бара, бара правда и слобода мила, над родните предели на Македонија, Васил Маески. Гроденска слава! Се расплашал беше Алима, раскажуваше за тоа постоја. Насред село еднаш го пати и стварно му плати. За Ѓурѓов ден тоа беше, кога попот си росеше в село, префрлувајќи му Алимана, со кадилница го тресна в чело. Се разлути турче бесно, но беше се нашал тесно. За в час разловчени силни, се насобраа корелови крилни. Се разгоре борба тешка, борба ѓурѓовденска права. И заповни душман клетни, оваа наша разловечка слава. Овде се беше разпламтила борба, потам се жарат огнови жешки. Влегол некој и запалил куќа, каде се збрани долгови тешки. Притиснаа турци кај Лалевска куќа, каде си беа затвориле жени. Не може народ тоа да го гледа, пред нивните очи вера да се меди. Пресекоа синџир, скршија порти, влегоа внатре да избава гробие. Огорчен народ, од гледка чудна, проклети душман ставија в гробие. На крајот си турци најдоа место, во тоа добро жарено тесто. Ке паметат тие, турчен заклети, да ќе прават пакост на празници свети. Денеси, разловчани, кренавме спомен, но така, на пламенот стојат, да сведочи тој за настанот светот и за него потоа народот што рекол. Ако некој ни посегне рака, иста песна и него го чека. Македонски народ, нека да трпи мака, како турската од 5 века. Таму горе над Разловци, таму горе над Разловци и на две ниви два орача. Ем си орат, ем си орат, ем се тивко договарат, да си седнат и да се одморат. Дума верна, дума да продума. Оставиат зевгарите во браздите и седнаа да одморат, да починат. Први што седеше, Попстојан си беше, а до него Цоне преспасето. Проговара прв Попстојан, леле Цоне, мили брат, каква си не Цоне, леле борба чека Цоне, борба за слобода, а ту пушки нема ни куршуми. Ој ти попе, Стојане,
Тока има попри, тока ке продадем, пушки ке си купим, пушки мали хери, а куршу ми попри, сами ке направим. Денеска тука во село Разловци се и членовите на фолклорната група Копачка село Драмче, кои исто така ќе имаат свој настав. Повелете. Арена по црква орех столоват, по црква орех столоват, подоре трева зелена. Подоре трева зелена и на тревата трапеза. На трапезата седеа сите можни ангели. Најнапред на трапезата седеше мајка Марија. Мајка Марија, пресвета Богородица. Она си в раце држеше дете ми, дете малечко. Дете ми, дете малечко, дете ми Исус Христоса. Останахме стата, бенчаре и двата, нема кој да пере, нема кој да меши, нема кој да готви леле, мангица да прави. Па се ние стата, двата додумахме, ја да се оженам за една довица, мен да ме оженат леле за една довица. Па ме оженија за таја довица, па она доведе и една момица, ждеркица голема од 20 години. Па се они стата, двата аресаја, и си се земаја, двата аресаја леле, и си се земаја. Станата што стана, тате зетни стана, станата што стана, леле, тате зетни стана. Не помина, леле, ни една година, па им се роди едно милно синче, па им се роди, леле, едно милно синче. Tate je sinče, a na mene braće, na mene braće, na ženata vruće, na mene braće, lele, na ženata vruće. Lele, 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 zlate mili bre Bože, kada naze tuka, roda se usuka, kada naze tuka, lele, roda se usuka. Ako, neka, 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 milo nije milo, da nije živo, milo nije milo, lele, neka nije živo.
се завршува официјалниот дел од име на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апсаров и мештаните на село Разловци, ве покануваме на заеднички ручек. Ви благодариме за вниманието, да сме живи и здрави.